вечер. Тредневник на К3. Ниту високите санкции, ниту глобите не ги спречуваат дрвокраците безмилосно да ги сечат македонските шуми, сметаат граѓаните, водејќи се исклучиво од економски интерес. Нелегалната сеча како и намерните пожари го уништуваат шумското богатство со кое располага Македонија и североисточниот регион. Безмилосно се уништува шумското богатство во Кумановско, сметаат граѓаните. Поради остварување економски интерес, цути нелегалната сеча, се обезвреднува дрвната маса со намерно палење на дрвјата. Не помагаат ниту превенцијата, ниту санкциите, сметаат граѓаните. Бараат уште построги казни за извршителите на кривичните дела. Bespravната сеча и опожарената дрвна маса предизвика и недостиг на дрво пред стартот на годинишнава сезона, велат граѓаните. За ситуација дека народ нема ни дрва ни ништо, тоа се знае. За огрев, па народ, како народ збори, сите ги крадев тие што се внатре, па ги продават на црно и така. Без документи, сите ги носат со возила, со скомиња, со ауто, така. Па има уништено, да. Па кој? Некултурни луѓе, што да ти кажам други. И друго, нема тамо обезбедење, нема, мислам, тоа е проблемот. Има голема бесплатна сеча, нема тука ред, да кажем, ова е страната, да не кажам ова е некој матеше, тоа е све кажува дека е се тамо уништено и нема ред. Дали се уништуваат македонските шуми? Уништува се. Они се уништени, па преуништени. Краѓа и на диво. Сече се на диво и продава се на диво. 3200 или 3300 са. А они ги продава поевтино за 2500, 2300. Нема контрола и све открадна. И Липково, и Матејче, и Брез, и Стрима, и пола за Скопје, пола за Куманово. Све е уништено. Уместо да има шума да пада киша у језера, у тие работи, да привлече. Нема ништо, се го крадел. Нема шума више. Сега се сече на Палански дел на Герман таму. И тој ќе уништи и готово. Од неодамна и самата шумочуварска служба има ингеренции со кои може, доколку обезбеди услови, да изрекува прекршочни и кривични пријави. Се разбира, овие мерки остануваат во ингеренција на Министерството за внатрешни работи, но и ваквите засилени контроли не ги обесхрабруваат оние кои ги уништуваат билите дробови во Кумановско. Лани поголема количина на дрва беше запленета во акцијата Гора која се однесуваше за Кумановско. Вакви акции се спроведуваат и годинава. Надлежните сметаат дека токму месеците септември и октомври се најплодни за заплена на дрва од нелегална сеча. На подрачјето на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане, според податоците на јавното претпријатие Македонски шуми, годинава се случиле помал број на шумски пожари во однос на претходните години, но според податоците на регионалниот центар за управување со кризи, бројката на пожари на отворен простор е поголема во однос на претходните години. Со акциите за пошумување и оние кои се спроведуваат помасовно, како што е акцијата Ден на дрвото, се враќа надежта дека ќе се обноват македонските и шумите во Кумановско. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Куманово го обвинуваат градоначалникот Дамјановски дека и по 11 години од неговото владење градот се дави во смет и нечистотија и дека тој е пример како не треба да функционира еден градоначалник. Членовите на ВМРО ДПМНЕ го обвинуваат градоначалникот Дамјановски дека Куманово 11 години се дави во смет и нечистотија. Тие додаваат дека тој не може и не сака да ги реши проблемите со нечистотијата во градот, како и да го реши проблемот со дивите депонии кои се лоцирани на разни делови. Дива депонија има на самиот влез во населбата Перо Чичо, односно место само неколку чекори оддалечено од булеварот Октомврска револуција. Се изнаслушавме од Дамјановски лажни ветувања дека ќе го реши проблемот со дивите депонии и нечистотијата во градот, за да и по 11 години Куманово се дави во смет, а Дамјановски без ниту малку срам продолжува со своите 11 годишни исполнети ветувања. Оваа депонија е само една од депониите во Куманово кои ја создаваат негативната слика за нашиот град, а истовремено е и сериозно жариште за заразни болести. Оваа депонија тука е пример за неисполнетите ветувања на Дамјановски, за неговата негрижа кон Куманово и граѓаните на нашиот град и за неговата негрижа кон животната средина во Куманово. Тука, на оваа место, стана пракса Дамјановски да се појавува еднаш годишно, за да потсети на неговите 11 годишни неисполнети ветувања и да ја повтори лагата дека конечно ќе се реши проблемот. Наместо
трајно решавање на проблемот со дивите депонии и нечистотијата во градот, Дамјановски се обидува со една акција за чистење во градот да прикаже дека е посветен на решавање на овој сериозен проблем. Од ВМРО ДПМНЕ вела дека со ваков начин на работа Дамјановски и неговите соработници потврдуваат дека во нивната работа проблемите на граѓаните не се приоритет. Ова што се случува во Куманово е срамно. Оваа негрижа што Дамјановски ја покажува кон граѓаните на Куманово е пример за тоа како не треба да функционира еден градоначелник. Тие додаваат дека граѓаните на Куманово заслужуваат градоначелник кој ќе работи во интерес на граѓаните, кој ќе ги решава проблемите и кој ќе ги исполнува ветувањата дадени пред своите граѓани. На кој пат оди Куманово и дали е на оној пат кој води кон развој и просперитет? Во услови каде што на автопатот наместо индустријска зона Речица ќе начекате ниви за кои 3 години нема изградено ниту една фабрика. Граѓаните прашуваат до кога ќе ги чекаат ветените нови работни места. Граѓаните се прашуваат и зошто парите кои ги уплаќаат со сметката за струја не завршуваат за осветлување на градот и зошто не се менуваат дотреените сијалици и канделабри. Дали кумановци не заслужуваат барем еден модерен хотел за да не се срамат пред гостите кои доаѓаат при посетата на првиот град на влезот од државата? На околу 7 километри од граничниот премин Табановце на клучката за влез на Куманово ќе ве пречека табла со надпис Индустријска зона Речица. Практично ова е огромна површина парцели со илјадници квадратни метри, но без ниту еден индустријски капацитет. Проект кој општината го промовираше уште пред 3 години и пред јавноста и пред Кумановската бизнес заедница, со цел да се потикне економскиот развој, но не најде на интерес и за сега е нереалност. По 3 спроведени лицитации, од кои на двете не се јави ниту еден понудувач, на третиот обид се продадени едва и 2 парцели, наменети за леста незагадувачка индустрија. Локалната самоуправа подготвува инфраструктура и документација за ново јавно надавање, кое ќе се одржи во септември, со надеж за поголема заинтересираност или народски речено повеќе среќа овој пат. Имено на тој локалитет досега се продадени 6 вкупно парцели, со тоа што претходните 4 беа лицитирани од страна на Министерство за транспорт и врски. За сите тие веќе се издадени одобренија за градба и не знам дали се отпочнати со градба, додека овие последни што се продадени од страна на општина Куманово во тек се постапки за издавање на одобренија за градба. Секако ние имаме интерес да се таму развие индустријска зона, затоа што сметаме дека самото местоположба на таа локација е многу интересна за идните инвеститори, било да се домашни или странски. Така да од страна на секторот за урбанизам веќе се преземени одредени действија, значи направени се проектни документации за изградба на инфраструктура. Одобренијата се моментално во тек, така да по завршување на истите ќе се распишат исто јавни објави на кои што ќе се добие понудувач кој ќе ги изведува тие инфраструктурни проекти. Ние во септември се надевам дека ќе распишеме нов јавен повик во кој ќе ги понудиме сите останати локации. Може би не доаѓа до реализација на истите толку брзо затоа што цена почетна за изградба на 2 трговски единици големи 800 денари метар квадратен, додека за хотели е 230 денари. Парадоксално но вистинито, во Куманово нема хотелски капацитет како што заслужува град од над 100.000 жители. Поранешните Куба и Кристал пропаднаа во транзицијата. Надежите и за овој проблем се свртени токму овде, кон зоната Речица, каде што има предвидено парцели наменети за изградба на хотел кој ќе ги задоволи стандардите и потребите. Како и да е, изградбата на хотелските капацитети ќе почека подобри времења, но дали е потребно да се чека и за осветлувањето во градот, се прашуваат кумановци. Кога ќе влезете од автопатот во делот кон некогашниот монопол, не се гледа прст пред очи во вечерните часови. Овде ќе ве пречека минимална светлина која доаѓа од отраените сијалици кои половина работат, половина не се пуштени. Ќор темница начекавме и во делот кај Ловечки дом. Фреквентната клучка на излезот од градот рече си да нема осветлување. Најтемно е од црквата Света Мина па се до Доброшане. Освен клучките на осветлени се и улиците и шеталиштата. Старите канделабри со години не се заменети, како и уличните светилки, се жалаат кумановци. Апелираат да се реши проблемот затоа што граѓаните осветлувањето го плаќаат во сметките за потрошена струја, кои потоа се префрлаат во општинската каса. Тие, видиш што, тие имаат осветление, само што тоа е неисправно.
Треба станарите и да се пријави и да биде санирано, иначе се е во ред, има електрична инсталација секаде. Па и во овие села што се горе у овој Козјачкиот регион, Пъклиште, Деловце, таму има струја, овдека значи нешто не е во ред инсталација, треба да се преземат мерки, значи секаде има струја овдека. Па тоа кога ќе прегори сијалица, сигурно се менува може после една година или две. И затоа е така. Сега дали е баш на влез или на излез, не знам, али сигурно има. Па они знае дека нема светло таму. Знае дека плаќаш улично осветлување и нема. И сега ти има па добри 2 километра од Ловачки дом до центар на Добрашане нема осветлување, а сви ga плаќаат. Излегуваат животни, што да ви кажам, нон-стоп, уште мечка немам видено на пат. Сега не е ни оградено, ни ништо нема никакво, ни осветлување, ни оградено ништо. Па или не се навремено сервисираат, или некој квар има, важно, нема слабо осветлување, не само овдека, повеќето и во целиот град. За уличното градско осветлување надлежно е Куманово паркинг. Оттаму информираат дека за улично осветлување на годишно ниво се одвојуваат по 40 милиони денари. Во самиот центар на градот се наоѓа трговскиот центар Гарнизон. Големиот објект врз кој е изградена и стамбена зграда има капацитет од 50 на деловни објекти, но сега овој комплекс се повеќе наликува на некое запуштено место. Објектот бил замислен како убав комерцијален центар кој ќе ги собере сите кумановци, меѓутоа проектот не ги дал очекуваните резултати. Некогаш во собственост на војската во самиот центар на Куманово се наоѓа истоимениот трговски центар Гарнизон. Големиот објект врз кој изградена и стамбена зграда има капацитет од 50 на деловни објекти, но сега овој комплекс се повеќе наликува на некое запуштено место. Освен неколкуте отворени кафе-барови и дуќани, сликата која денеска може да ја видиме се искршени продавници полни со ѓубре, смети, фекалии, а луѓето се движат по неисчистени ходници од кои се шири непријатна миризба. Местото било замислено како убав комерцијален центар кој ќе ги собере сите кумановци, меѓутоа проектот не ги дал очекуваните резултати. Зошто и кој дозволи да не се развие Гарнизон, прашуваат жителите и бараат титан спа за деловните простори и стамбената зграда. Сите овие ходници во локалитетот Гарнизон, кој е наменет како трговски центар, се узурпирани. Тоа не може, ако вие сте еден купувач, сакате да правите lure shopping, да идеш window shopping, да прошеташ, не можеш да влезеш од кафичи, лавиринти направиле и ги узурпирале, ги усвоиле, присвоиле. Ова е неправда. Ние не можеме да идеме ни у први спрат, ни у втори спрат, ни у трети спрат. Сите ходници се узурпирани и ходници на ова ѓубрештина секте се става, музика ечи нагоре. Незадоволство е тоа. Според кумановци, овој локалитет заслужува посебна грижа и внимание затоа што се наоѓа во строгиот центар на Куманово и доколку проработат по големиот број на дуќани, тоа ќе биде добро и за развивање на економската моќ на градот. Они овие во дуќаните што работат треба да се очистат пред тоа вратата, да. Се знае за тоа, за ѓубрите има колку сакаш во градот. Не е чисто доволно и културата воопшто на општеството на ниво што не треба да е. Мислам дека чистота треба малку да обрне внимание на хигиената тука баш во овој дел, во центарот на градот. Според информациите кои ги добивме од архивата на градската библиотека Тане Георгиевски, Гарнизон започнува со реновирање во 1990 година во време на отежнати околности за комунално стамбена изградба, а обезбедувањето со работа на градежните оперативи било прашање од животна важност. Објектот е изграден од страна на градежното предпријатие Козјак, располага со 4000 квадратни метри корисна површина деловен простор и 80 стана. Сега се уште останува прашањето дали овој комплекс со прекрасна местоположба некогаш ќе почне да функционира во современо уреден стамбено деловен објект, како што тоа го замислиле неговите градители. Во текот на изминатото деноноќе противпожарните екипи од Куманово и Крива Паланка бележат неколку интервенции. Пожари имало во селото Доброшани и Речица, а 2 хектари шума и сува трева изгореа во кривопланечкото село Габар.
Како што информира регионалниот центар за управување со кризи, во текот на изминатото деноноќе екипата на територијална противпожарна единица Куманово бележи 2 интервенции. Пожарникарите во попладневните часови гаснеа пожар во атарот на село Доброшане, каде било пријавено опожарено стрниште со површина од околу 5000 метри квадратни. На лице место интервенирано со едно противпожарно возило и 3 пожарникари. Втората интервенција е регистрирана во село Речица на запалена сува трева, каде исто така е интервенирано со едно возило и 3 пожарникари, соопштува регионалниот центар за управување со кризи во дневниот извештај. 2 хектара борова шума и сува трева изгореа во пожар во кривопаланичкото село Габар вчера попладне. Командирот на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка Иле Куцевски информира дека во гасењето на пожарот учествувале 6 пожарникари кои на терен излегле со 2 возила. Теренот беше тешко пристапен, а до местото на пожарот не можевме да пристапиме со возила, па нашите пожарникари го гаснеа рачно. Пожарот беше локализиран дури по час и половина од излегувањето на местото, а беше ликвидиран за околу 2 часа, изјави Куцевски. Во пожарот не е настаната голема материјална штета, но според Куцевски, поради горливоста на материјалот и високите температури, на терен останала да дежура екипа од едно возило со 4 вработени од јавното предпријатие Македонски шуми, Шумско стопанство Осогово, подружница од Крива Паланка. Од почеток на септември екипите на територијална противпожарна екипа интервенирале на 8 пожари на подрачјето на општина Крива Паланка, а изминатиот месец во општината се случиле 14 пожари. Зголемен е бројот на запишани првачиња во учебната 2015-2016 година. Поголемиот дел од нив доаѓаат од градинка и се подготвени со стекнати навики поврзани со однесувањето, одржувањето на хигиената и културните навики. Првачињата стартуваа со долгорочниот процес на образование во нивниот живот. Започнаа со изучување на првата буква со првата бројка. Повеќето деца што доаѓаат во прво одделение доаѓаат и подготвени, бидејќи повеќето од нив доаѓаат од градинка. Сите основни работи поврзани со однесувањето, одржувањето на хигиената и културните навики ги применуваат, истакна учителката Драгица Велковска од основното училиште Крстен Мисирков. Порано се учеше по други програми, сега најново што работиме програма по Кембридж. Имаме математика и природни науки и општество, ги работиме по програмата на Кембридж. Минатата година беше прва година што работиме по таа програма. Може да кажам дека има интересни содржини, ама има и многу тешки. Барем по моето искуство што работам со овие дечиња, броеви до 100, броиме до 100, земање и повеќе операции, мислам дека се тешки за оваа возраст. Настојуваме да ја реализираме програмата, сепак не е она да го усвојат сите деца. Бевме научени со поранешната програма, она што го обработуваме сите деца да го знаат. Сега се гледа дека не може она да се усвои се што се бара од нас. Првачињата се заинтересирани за откривање и изучување на нови облици на знаење, а некои од нив беа расположени да ни кажат бројки и песнички. Ти си сега прво одделение. Дали сакаше да појдеш во прво одделение? Да. И кажи ми, се подготвуваше ли, што се подготвуваше, што правеше дома пред да дојдеш на училиште да се запишеш? Мајка ми ме обрече и ме доведе да се запишам. Така, дали ти е интересно тука, што учиш? Интересно ми е и учам да пишувам. Дали сакаш да бидеш првач и што е оно интересно што го учиш тука? Што сакаш највеќе да учиш? Да пишувам. Што сакаш да пишеш, песнички? Букви. Букви? Ги знаеш сите букви? Да. Ќе ми ги кажеш? Да. Р, М, Г, О. Сакаш да бидеш прваче, сакаш да учиш? Да. И што највеќе сакаш да учиш ти? Што највеќе ти е интересно? Боење. Што највеќе сакаш да црташ, да боиш? Што највеќе некој животинче, што сакаш? Да бојам.
Особено наша Мила. Роден крај драг, честитки за твојот празник, денес прими пак во тебе да бине среќни секој ден и час, таткове убавице најмила за нас. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Па кога ние бевме прваче не беше вака. Што е разликата? Што е тоа? Дали еден ден, два син ми ќе го доведе ми си оди, а сега вие ги чекаме внуците. Училиштето е важен, тежок, но навистина интересен предизвик. Спомените стекнати во него траат и се паметат вечно. Традиционално и овој септември Крива Паланка живее во театарски дух. Репертоарот на 7-миот интернационален театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски беше отворен со представата Ранет Орел на Народниот театар од Лесковец, соседна Србија која преполни салата во Домот на културата. Актерската екипа од Народниот театар Лесковец од соседна Србија, начело со познатиот Боголјуб Митиќ Ѓоша, вчера вечер ја преполни салата во Националната установа Центар за култура, каде ја изведоа пиесата Ранет Орел според романот на писателката Миријам. Одлична изведба на темпераментната актерска екипа и сала исполнета до последното место. Така изгледаше втората фестивалска вечер од Меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски. Актерите не ги штедеа пофалните зборови за убавината на градот домаќин, за организацијата на фестивалот и за реакцијата на публиката. Јако ми е драго што сме били вечерас. Драго ми е што сме тука, затоа што сме прифатени одлично. Тоа ми влива неверојатна сила, бидејќи играм со трема, бидејќи не сум од самиот почеток во представата. Мои колеги су биле прошле година на овом фестивалу. Моите колеги беа тука и минатата година, а јас за жал не бев. Но еве, со големо восхитување и задоволство сум тука. Ми пренесоа се најдобро за минатогодишното гостување. Ми рекоа дека луѓето тука се навистина гостопримливи и дека се добра публика, што се покаже и вечерва. Многу сум задоволен од приемот. Реакциите се фантастични. Драго ми е што се представивме со благата пародија на популарниот роман на Миријам. За актерската изведба позитивен коментар доделија Милица Стојанова, доајен на македонското глумиште, и уметничкиот директор на фестивалот Стражко Милошевски. Многу сум радосна што и минатата година и ова година ги следам вашите постигнувања во уметноста, извонредни сте. Имав таа чест многу пати да играм на лесковачка сцена. Минатата година навистина имавме задоволство за прв пат да се сретнеме со ансамбл на театарот од Лесковац и тој ентузијазам кој го носеа во својата игра продолжува и понатаму и со оваа представа Ранет Орел, која навистина не можевме да имаме подобар почеток на фестивалот токму со ова представа, за што сме благодарни. Вечерва фестивалската програма продолжува со представата Ах, љубов моја на театар комедија во режија на Коле Ангеловски со почеток во 20 часот. До свидање! Председателот Ѓорѓе Иванов е во официјална посета на Црна Гора Подгорица и заедно со црногорскиот председател Филип Вујановиќ се обрати на отварањето на бизнис форумот на кој учествуваат представници на 45 компании од двете земји.
Целта на форумот е да се представат можностите за инвестирање во Македонија и јакњање на економската соработка. Во рамки на официјалната посета на председателот Ѓорѓи Иванов на Црнагора во Подгорица беше организиран Македонско-црногорски бизнис форум на кој пред представници на 45 компании од двете земји беа презентирани можностите за инвестирање во Македонија, поволниот амбиент и регулатива за отворање бизниси. Председателите Ѓорѓи Иванов и Филип Вујановиќ на отворањето на форумот истакнаа дека во сите области е постигнат максимум во соработката меѓу двете држави, но економската, каде што има голем потенцијал, е условена од отежната патна инфраструктура. Комуникацијата на бизнис заедниците ќе биде подобрена преку поврзување на Јадранско-јонската магистрала со коридорите 8 и 10, за која председателот Иванов рече дека треба час поскоро да биде завршена. Побрзо решение на овој проблем се очекува со отворањето директни авиолинии Скопје-Подгорица и Скопје-Тиват, кои во туристичката сезона би биле почести во двата правца, а вон сезона да има летови неколку пати неделно. Тоа ќе се постигне и преку субвенционирање на нискобуџетни авиокомпании. И председателот Вујановиќ подвече дека во економијата може да се направи значено повеќе. Ги повика бизнисмените од Црнагора да придонесат во развивањето на економската соработка и при тоа укажа дека владата на Република Македонија го стимулира вложувањето со бројни квалитетни услови и Македонија е земја каде што инвеститорите се почитуваат. Можностите за инвестирање во Македонија на црногорските компании им ги презентираше министерот за странски инвестиции Бил Павлевски, посебно во делот на туризмот и туристичките развојни зони кои ги нудиме во Македонија, како на пример компанијата Аман Груп, со која имавме состаноци. Целта на форумот е да се продлабочи трговијата меѓу двете земји, која во овој момент е 30 милиони евра годишно и е многу ниска, а постои можност тоа драстично да се зголеми, изјави Павлевски по презентацијата на форумот. Македонија со своите потенцијали има голема шанса за многу поголем пласман на квалитетни земјоделски производи во Црнагора, која годишно увезува скоро половина милијарда евра храна. Ние пак имаме шанси да земеме поголемо учество на големиот туристички пазар во Македонија, што може да се постигне со воспоставувањето постојана авиолинија, за која се залагаат председателите на двете земји, рече Видаковиќ. Со Македонско-црногорскиот бизнис форум во Подгорица, председателот Иванов ја заврши својата втора официјална посета на Црнагора. Советот на јавни обвинители едногласно избра Катица Јанева за прв специјален обвинител на Република Македонија, со обврска да ги гони кривичните дела кои се поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. За прв специјален обвинител на Република Македонија, Советот на јавни обвинители едногласно ја избраа Катица Јанева. Гласањето беше со двотретинско мнозинство, повеќето обвинители кои зедоа збор ја пофалија незината досегашна работа и ја посакаа успешна нова функција. Тие сметаат дека таа достојно ќе извршува функцијата. Незина задача е да ги гони кривичните дела кои се поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Годинава 17 дела на македонски автори ќе бидат преведени на 17 странски јазици во рамки на конкурсот за финансирање преводи на репрезентативни дела од македонската книжевност од страна на странски издавачки куќи. На пресконференцијата министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска посочи дека годинава 17 дела на македонски автори ќе бидат преведени на 17 странски јазици во рамки на конкурсот за финансирање преводи на репрезентативни дела од македонската книжевност од страна на странски издавачки куќи. Таа меѓу другото појасни дека од објавувањето на конкурсот од 2014 година до денеска во Министерството за култура пристигнале 74 пријави на 38 издавачки куќи од целиот свет. Стручната комисија во состав Нове Цветановски, професор доктор Виолета Димова и магистер Енвер Беќири, согласно предвидените критериуми на конкурсот поддржаа превод на вкупно 47 дела на македонски автори, 30 во 2014 и 17 во 2015 година, кои ќе бидат преведени на 17 странски јазици, рече Канчевска-Милевска. Според неа ова е исклучителен успех за македонските автори, за македонското литературно творештво. Министерството за култура успеа преку овој модел на поддршка
поддршка да обезбеди соодветен и достоинствен третман на нашите автори кај странските издавачки куќи, ефективна промоција на нашето творештво, но и на нашата држава во меѓународен контекст, рече Канчевска Милевска. Додаде дека ова е еден од најпродуктивните проекти кои досега се реализирани во литературната дејност кај нас. Таа истакна дека за претходната и за годинава се издвоени околу 88.000 евро од буџетот на Министерството за култура. Нове Цветановски, председател на стручната комисија, кој одлучуваше по конкурсот, потенцира дека македонската литература освојува нови простори, нови јазици. Благодарение на овој конкурс добиваат можност за афирмација веќе познати македонски писатели и писатели од помладата генерација, рече Цветановски. Писателката Оливера Николова изрази надеж дека македонските дела ќе извршат мисија надвор од државата и оти ќе возможат, како што рече, проширување на нашите видици, на нашата можност да се спроведуваме со други, да се инспирираме од други. Првиот автобус со 70 бегалци од Сирија, Авганистан, Пакистан, Ирак и Мавританија изутринава пристигна на автобуската станица во Шид, Хрватска. Австралиски војни авиони го изведоа првиот напад врз позициите на Исламска држава во Сирија. Најмалку 585 куќи и уште 100 други објекти изгореле во пожар што веќе со денови беснее во Калифорнија. Вести од светот. Првиот автобус со 70 бегалци од Сирија, Авганистан, Пакистан, Ирак и Мавританија изутринава во 4 часот и 30 минути пристигна на автобуската станица во Шид, јави хрватската телевизија. Пред пристигнувањето на хрватската граница неколку бегалци се упатиле пеш преку пченкарното поле во Товарник. Првите автобуси со бегалци од Прешево синоќа тргнаа кон Шид во Хрватска. На привремена станица спроти прифатниот центар во Прешево, уште десетина автобуси со надписи Шид и Хрватска се подготвуваат да тргнат кон Хрватска, информира РТС. Општина Шид превентивно обезбеди сместување за бегалците. Поранешната детска болница Принциповац е прилагодена за прифатен центар. Под паролката на УНХЦР Мелиса Фелминг претходно предупреди на можноста бегалците да тргнат по нова рута кон Западна Европа. Хрватскиот началник на управата за граница Златко Соколар изјави дека хрватската полиција подготвена за можен бегалски бран и дека со своите капацитети може да го издржи првиот миграцијски бран. Австралиски војни авиони го изведоа првиот напад врз позициите на Исламска држава во Сирија, соопшти австралискиот министер за одбрана Кевин Ендрюс. Ендрюс, како што пренесува Танјок, изјави дека во нападот е уништен еден оклопен транспортер на джихадистите. Нападот што го изведоа типот Хорнет на кралските воздухопловни сили на Австралија представува продолжение на борбата против Исламска држава, не само на северот од Ирак, туку и на истокот од Сирија, со цел да се елиминираат борците на ова екстремистичка организација, додаде Ендрюс. САД, Канада, Турција и заливските земји веќе изведуваат воздушни напади врз позициите на екстремистите од Исламска држава во Сирија. Франција врши изведувачки летови и се подготвува за првите напади, наведуваат француските медиуми. Најмалку 585 куќи и уште 100 други објекти изгореле во пожар што веќе со денови беснее во Калифорнија. Властите на таа држава на западниот брег на САД прогласија вонредна состојба, а илјадници луѓе мораа да ги напуштат своите домови. Во пожарите животот го загуби најмалку едно лице, а 13.000 луѓе се евакуирани и натаму се загрозени околу 9.000 објекти во област на околу 80 километри западно од Сакраменто. Во гаснењето на пожарот се ангажирани над 2300 пожарникари, а четворица се повредени. Пожарот изби во саботата попладне по локално време и се прошири во рок од неколку часа. Кошаркарскиот клуб Куманово влегува со големи амбиции за наредната сезона. За таа цел потребен е силен состав, кој ќе треба да ги потврди минатогодишните резултати. Кошаркарскиот клуб Куманово продолжува да го засилува тимот за наредната сезона. Најновата аквизиција е Урош Петровиќ, кој игра на позицијата 4 и би требало да представува добро засилување под обрачите. Новиот член на Куманово има 25 години и е висок 205 сантиметри, а минатата сезона настапуваше за иранскиот Нафт Абадан. До почетокот на првенството, според зборовите на тренерот Луковиќ, се очекува во Куманово да пристигне уште едно квалитетно засилување од Србија, кој ќе игра на позицијата 1 и 2.
Според планот, екипата требаше да биде засилена со американецот Вил Реган, но тој поради собствени причини не стана член на Куманово. До почетокот на првенството се очекува Куманово да одигра серија пријателски напревари со цел засилувањата што побргу да се вклопат во тимот. Судејќи според костурот на екипата, Куманово следната сезона би требало да игра значајна улога на трите фронта. Првото коло од новата сезона во Лигата на шампионите донесе нови рекорди за португалецот. Репрезентацијата на Франција се избори за трето полуфинале во низа на европските првенства, откако синоќа во четвртфиналето во Лил ја победи Летонија со 84-70. Двата англиски клуба од Манчестер не го стартуваа во посакуван стил настапот во Лигата на шампионите. Доживеа порази од ПСВ Айндховен и од Јувентус. Првата звезда на Реал Мадрид продолжи со својата голготерска серија со хет-трик против Шахтјор. На последните два меча Роналдо постигна 8 голови и тоа во период од само 4 дена. Со оглед на тоа дека го сруши рекордот на Раул во примера против Еспањол, на Роналдо сега му недостасува само уште еден гол да ја престигне легендата по бројот на голови во сите надпреварувања во дресот на кралскиот клуб. Со синоќешниот хет-трик Роналдо се врати пред Лионел Меси на листата на најдобрите стрелци во Лигата на шампионите со 80 погодоци. Роналдо сега 36 пати постигнал 3 или повеќе голови на еден надпревар. Вкупно 31 хет-трик, на два меча бил стрелец 5 пати, а на 3 постигнал 4 погодоци. Синоќешниот меч во Лигата на шампионите е нов доказ за неговата ефикасност од белата точка. Португалецот против Шахтјор стана играч со најмногу постигнати голови од пенал во Лигата на шампиони. Роналдо е на врвот на листата со 11 успешно реализирани најстроги казни, а по него следуваат Фиго и Бан Нистрелој со 10, Меси има 8 успешно реализирани пенали. Триколорите ја оправда улогата фаворит на четвртфиналето, но Летонија се покажа како сериозен ривал и во поголемиот дел од првото полувреме имаше водство. Во финишот на вториот период, Тони Паркер реализираше серија од 9 поени, по кој Франција поведе и водството го зачува до крајот на надпреварот. Паркер со 18 поени беше најефикасен, додека уште 4 негови соиграчи постигнаа двоцифрен број поени. Во првото четвртфинале Шпанија ја победи Грција со 73-71. Полуфинале меѓу Франција и Шпанија ќе се игра утре. Денеска на програмата се четвртфиналните дуели Србија, Чешка, Италија, Литванија. Поразените репрезентации од четвртфиналето ќе разигруваат за пласман од 5 до 8 место. Двата англиски клуба од Манчестер не го стартуваа во посакуван стил настапот на Лигата на шампионите. Доживеа порази од ПСВ Айндховен и од Јувентус. Юнайтед поведе со голот на Мемфис Депај на гостувањето кај неговиот поранешен клуб, но ПСВ Айндховен со головите на Ектор Морено и Лусијано Нарсинг стигна до големиот триумф од 2-1. Сериозна повреда на овој меч заработи Лук Шо, дефанзивецот на Манчестер Юнайтед. Јувентус се разбуди токму во Лигата на шампиони. Иако Манчестер Сити поведе на Етихад со автоголот на Киелини, Манџукич и Мората донесоа победа на старата дама од 1-2. Минути за временска прогноза. Еве какво време го очекува североистокот во следните денови. Тоа беше се за денес. Благодарам на вниманието. Пријатна вечер.